Добро вечер. Ова е Визави, емисија посветена на рудниците во југоистокот, поточно на антикампањата кон нив, која што е насочена во последниот период. Почнувајќи од Гевгелија, проширувајќи се кон Валандова, а во последниот период како пожар целата оваа кампања ја зафаќа и Струмица. Разговараме со режисерот Јани Бојаджи, кој што е еден од активистите зародувач на идејата против рудници во Струмица. Добро вечер, господине Бојаджи, добре дојдовте во Визави. Како вие, како режисер, човек кој што подолго време не живее во Струмица, се најдовте во оваа приказна, засегнат, но и чувствувате некаква одговорност, можеби да се внесете во целата оваа кампања против рудници во Македонија и во југоистокот конкретно? Добро вечер, поздрав на гледачите на Виз телевизија. Поздрав до вас, фала ви на поканата. Да, јас не живеам во последните 10 години во Струмица и официјално не сум жител на Струмица. Имам жителство, лична карта на Скопје. Но јас сум струмичанец, јас сум тука роден. Моите две деца се тука родени. Мајка ми потекнала од Струмица, стара струмичанка. По татко линија моите се доселеници од Егејска Македонија. И сите знаат нели дека јас сум влюбеник во Струмица безкрајен, нели? Огромен дел од тоа што јас сум го работел како уметност е инспирирано и посветено на Струмица во секој смисол. Моите пријатели и другари пак знаат нели за моите идеи во врска со екологијата и со тоа што еден мојот другар стално знае да го каже: "Ајбе, сега ти пак ќе го спасиш светот", нели? Во однос на екологијата. Јас сум паничен посветеник на заштита на човечката средина, од кога знам за себе си. Јас дури кога пушев цигари, не фрлав пикавци на земја, туку си ги носев во джеп. Моите пријатели, другари кои ме знаат од период кога бев активен пушач на индустријски цигари, знаат за моето однесување. Да не зборам за други работи, за милион мои иницијативи, од идеи како да ја заштитиме Македонија од кеси покрај патот и така натаму и така натаму. И така да ова се роди сосема природно и е одраз на мојот однос кон прво кон Струмица, а после и кон екологијата, кон човечката, животната средина, која е според мене единствена кауза за која вреди човек да го даде како треба и собствениот живот. Но како се најдовте конкретно во оваа приказна? Многу едноставно. Како свативте дека родниците, она што сега сакате да го пренесете како информација дека се опасност за човековата околина, за овој град конкретно, како вие се најдовте во оваа приказна? Многу случајно, јас почнав да работам еден документарен долгометражен филм на социјална тема и нарачителите каде што се однесуваше таа апликација, бара социјална тема и почнав да истражувам. Јас имав претходно играно сценарио кој се бавеше со проблем на руда и рудници и се обидов таа тема да ја адаптирам како документаристика сега, не како фикција. И почнав да истражувам, кој е вообичаен процес во мојата професија, тој е процесот на истражување, кога јас почнав да се бавам со една тема и тоа го правам многу аналитично. И така налетав на едно интервју на еден американец, богат човек, акционер, бизнисмен кој се бави со рудници, кој Македонија ја прогласи за Елдорадо на 21. век во Европа. И за мене тоа беше фасцинантно, затоа што ме заинтригира во иста секунда Македонија, мала земја на Балканот, Елдорадо во 21. век во однос на експлоатација на злато. И така почнав да истражувам и како истражував, полека дојдов до рудникот Иловица, кој е во најнапредна фаза во однос на како инвестиција. И почнав да се информирам што во суштина значи тој рудник и каков е начинот на експлоатација на руда и што значи тоа за животната средина. И така се најдов нели во ситуација да бирам помеѓу мојата интелектуална суета и мојата творечка суета, тоа сето да го конзервирам во еден документарен филм и да го покажам на јавност и на крајот после година денот кој ќе го завршам филмот да бидам во право, нели? И да се задоволи мојата и човечка, но и творечка суета. И сватви дека тоа е погрешно и дека сето тоа што јас го имам осознаено како истражување за потребите на еден долгометражен документарен филм, треба да го споделам со јавноста, со моите сограѓани, затоа што она што јас го сретнав како информација за мене беше
поразително. Го работите сега филмот? Да, апсолутно. Напоредно со ова што Да, апсолутно, заедно со една бидејќи велите дека истражувајќи за намените на филмот сте почнале да се запознавате со проблемот со родниците, дали тоа значи дека вие пренесовте информацијата во Гевгелија, бидејќи некако во ист период почна да се шири целата таа енергија и паничниот страв кај граѓаните дека ќе имаме еколошка катастрофа од отварањето на вакви рудници. Каква е врската со Ангел Наков, кој што е водач на Спас за нас во Гевгелија? Па јас со Ангел Наков сум пријател, сосема по друга линија. И прачу ние двајца долго време сме разговарали со Ангел, зошто Македонија се наоѓа во една таква ситуација во која се наоѓа, и мислевме долго време дека тој е проблем на еден политички импакт, едно влијание од надвор кој се однесе на Македонија, посебно на југоистокот од Македонија, затоа што Ангел Наков од Гевгелија, нели јас од Струмица, нормално, нели тој локал патриотизам, нели да биде влијателен кај нас, тоа не е срамота. Човек да си го сака родното место, тоа е добра работа, нема како да биде грда работа. И долго време мислевме дека проблемот е политички во Македонија. И одеднаш двајца независни едни од други, затоа што сретнавме еден ден по сосема друга работа и ги споделивме информациите, сознанијата, сватиме дека проблемот на Македонија во овој момент најголемата опасност е корпоративен. Доаѓа од меѓународни корпорации. Затоа што дури и политичките елити кои го пробуваат со современите текови на општественото живење во Македонија, и од левата и од десната страна, и лидерите нели на тие две нели политички движења имаат рокна употреба. Тоа се на крајот на криштата живи луѓе од крв и од месо, нели? Како и јас, нели? И тие можат во овој момент додека сега зборуваме да умрат, нели? Дури може да се променат и политичките ставови и идеи, но корпорациите нити умираат, ниту ги менуваат своите ставови, бидејќи нивниот став е капитал, експлоатација и потреба од лично богатење. И тука завршува целата приказна. И затоа кога свативме дека најголемиот противник во Македонија, непријател, се корпорации странски, кренавме паника, еве таа паника не паника, значи се обидовме да алармираме и прво ние да се информираме зашто точно станува збор и тие информации да ги споделиме со јавноста, со граѓаните, затоа што тие тоа го следуваат. Зошто прво во Гевгелија, а не во Струмица, каде што целиот проект е години нанапред од гевгелискиот? Добро. Да бидам наискрен, иницијаторите во Гевгелија беа и поорганизирани и помокни од мене, затоа што ние во исто време буквално почнавме првичната кампања, тоа е кампањата од уста на уста. И тоа е нормално. Ангел Наков и една група на гевгеличани ја почна таа кампања од уста на уста во Гевгелија. Буквално во истиот ден ја почнавме јас и неколку други луѓе кампањата во Струмица. И иницииравме средби, кафе пиење со луѓе за кои во Струмица имаат политичка моќ, односно имаат социјална моќ да ги придвижат, да ги движат нели современите текови на општественото живење во регионот Струмица напред. Тоа се одговорни, тоа се пратеници во собранието, советници, луѓе кои имаат како да кажам, јавна, позитивна, кој јавност има позитивен однос, нели, и кои можат нели да одбранат една таква кауза како што е ова. И 2 месеци ние една мала група луѓе правевме таа кампања од уста на уста. И во тој смисол информирани се за се тоа што се случува во Струмица, сите луѓе кои можат кои се одговорни. И како беше првиот импулс кој што го добивте од сите оние кои што ги контактиравте и што сметате дека можеби ќе ви беа од корист во покренувањето на кампањата со оглед дека пред 2-3 дена прв пат се собравте? Дали тоа значи дека не наидовте на поддршка, на првично разбирање? Не, значи разбирање. Прво тоа што мене беше фасцинантно е кај сите тие луѓе, тоа се сериозни луѓе, одговорни луѓе, видов шок од неинформираност. Но мене тоа не беше чудно, затоа што јас, нели, кој практично до вчера бев продуцент во национална телевизија и се сметам себе си за прилично добро информиран човек, се фатив себе си во стапица дека во однос на сето тоа што се нарекува рудник во Иловица во Струмица, сум или неинформиран или исклучително површно информиран. И во иста стапица беа сите мои соговорници.
од пратеници, советници, јавни личности, луѓе кои се сериозни, бизнисмени, нели, беа фатени во иста стапица дека се неинформирани и беа шокирани од тоа што го слушнаа. И мојот настап беше многу едноставен. Мене немојте да ми верувате ништо. После овој разговор, после ова пиење кафе, отидете дома и се тоа што јас ви го кажам, проверете го. Немојте да ми верувате ништо. Проверете го се тоа што ние сега сме го зборувале. И повратниот одговор, односно импакт од тие разговор беше позитивен. Се уште како се вика, ние се уште комуницираме со тие луѓе. Никој од нив не кажал дека не дава подршка и дека не му е сега сосема најасно зашто станува збор. Но да бидеме на чисто. Ова иницијатива треба да биде граѓанска. Значи ние треба да покажеме граѓанска свест. Ние треба како граѓани да покажеме одговорност, односно да побараме одговорност од институциите на државата, не од компанијата. Јас сакам сега веднаш да расчистиме. Тоа е многу битно. Мојот однос кон компанијата која сака да експлоатира, кој сака да прави рудник во Иловица, Струмичко, е никаков. Значи немам никаков, не ме интересираат воопшто. Ниту јас сум како граѓани, ниту ние граѓаните, нити Сдруженијето на граѓани кое јас го представувам, сме ги повикале, нити тие нас не прашале. Така да немаме никаков нити правен, нити човечки однос, нити нешто од нив бараме, нити нешто ние им должиме како граѓани. Нашиот однос е кон државата, кон институциите на државно и на локално ниво. Бараме одговори на мноштво прашања. Затоа што да расчистиме основниот проблем со овој рудник и со другите рудници е заради неинформираност. И сега јас размислувам елементарно и сикам вака, ако некој прави инвестиција во Струмица, во југоистокот на Македонија, во овој дел на светот, во кој, зашто ова не е само македонски проблем. Овој проблем е на Бугарија и на Грција. Ние сме тромеѓе, да не забораваме. Ако некој инвестира 500 милиони долари, и тоа е најголемата инвестиција од после Првата светска војна на овој дел од светот, како тој инвеститор не е информирал јавноста? Прашање. Ако некоја држава создава таква инвестиција, најголема од Првата светска војна наамо, од Турско па до денес, тоа е факт, ние не сме имале таква инвестиција. Од Турско, буквално. Зошто државата и институциите не ги информирале граѓаните? Сепак рудниците беа една од водичките проекти кои што актуелната влада ги беше предочила пред граѓаните. Тие ги представуваат како големи инвестиции. Како придобивка. Така е. Значи, јас не сметате дека и тие се неинформирани за проблемите, едноставно има друга позадина на целиот проект. Види така. Воопшто не ме интересираат позадините на било што. Јас сум граѓанин. Ние, граѓаните, да не ги сега побркаме работи. Така. Ние граѓаните не сме должни да одговараме пред никого. Ние одговараме пред сопствената совест еднаш во 4 години избори. Од тука натаму, секој кој доброволно се согласил да учествува на избори и да не представува нас, е должен да одговара на нашите прашања, а не ние да одговараме на неговите прашања. Значи да не сега тука нешто затоа што тоа е првичниот начин на манипулација со граѓаните. Наместо тие кои се должни да одговарат на прашања, поставуваат прашања на граѓаните. Граѓаните не се должни да одговарат на ниту едно прашање. Граѓаните, ако сакаат, имаат право да постават еднаш, 10 пати, 100 пати, 1000 пати прашање на една иста тема. А власта, односно државата, односно институциите, се одговорни, меко како памук и благо како шеќер, бескрајно да одговарат на тие прашања. И тоа што некаква држава, некаква власт, некакви институции и го нудат на граѓаните како добра можност, доколку граѓаните не ја сакат таа добра можност и не им треба, тие се должни да се согласат со тоа. И тоа да не го доживеат како личен пораз, затоа што ниту една инвестиција не е лична инвестиција на никоја политика, така ли? Колку што јас сум информиран, ниту еден политичар во оваа земја нема лични инвестиции во ништо. Така да никој не е ништо загрозен, нели? Значи некаква политика нуди некакви можности на граѓаните, а граѓаните, за да не се разбереме погрешно, имаат право да одлучат дали таа инвестиција, дали тоа добро кој им го нудат политичарите, им треба или не им треба. А единствен начин да си
да кажат граѓаните што мислат, е да се организира референдум, бидејќи, повторувам, станува збор за најголемата инвестиција од Турско па до денес и граѓаните треба да одлучат дали им треба таква инвестиција. Се разбира на најдемократскиот начин. Тоа е Со оглед дека референдумот ќе го на некој начин измери пулсот на граѓаните во југоистокот, бидејќи такви референдуми ќе се одржуваат во Гевгелија, има иницијатива за Валандово, еве да речеме и овде во Струмица, но немаат правен импакт во крајната одлука. Сепак одлуката е останува на институциите, на Министерство за финансии, за животна средина, кои што ги даваат крајните мислења и на крајот концесијата за експлоатација. Што ќе се постигне со референдумот кога го знаеме сето ова? Добро, вака сега, бидејќи поемот концесија значи дека некакво општо добро, вие треба да го дадете на управување, користење на некој поединец или некакво трговско друштво, некаква компанија, така. Тоа значи елементарно сега за да разбереме, да објасниме на граѓаните. Значи нешто кое ни припаѓа на сите е општо добро, државата го дава на поединец или на компанија да управува со него, со општото добро. Бидејќи во овој случај станува збор за големо општо добро, за огромно општо добро, станува збор за вода, почва, шума и воздух. Тоа е елементарното општо добро, така ли? Граѓаните треба да одговорат на прашањето дали сакаат тоа општо добро да го дадат на управување некому. И тоа е добро и за политичарите. За тие да немат лична одговорност пред корпорациите. Значи така и тие си нуат одговорност и кажуваат: ние, господа, навистина тоа го сакаме, но граѓаните не го сакаат. И така и граѓаните и политичарите ќе се најдат во вин-вин ситуација. Добитници ќе бидат сите, така ли? Доколку политиката нешто нуди, а граѓаните го одбијат, кај е проблемот? Нема никаков проблем, никој не е губитник, сите добиваме, нели? И обратно, нели? Доколку политиката нешто нуди и граѓаните го прифатат, повторно ситуацијата е вин-вин, никој не губи. Затоа мислам дека нема друг начин, нели, за разрешница во една ваква ситуација, освен изјаснување на граѓаните дали им треба една ваква инвестиција, за која сега нели треба и да кажем зашто станува збор, затоа што како што јас сум бил неинформиран, нели, односно половично информиран, и ќе да бидеме реални, има многу тука прашања, нели, на кои треба да се дадат одговори. Например, основното прашање е дали надлежните институции правеле јавни расправи. Имаше јавни расправи. Колку јавни расправи се направени? Колку луѓе учествувале во тие јавни расправи? И колку проценти е тоа од вкупниот број на население? Значи, ако тие направиле една или две јавни расправи, во кои имало... Сметате дека целиот процес е поминат површно, дека едноставно не стигнала вистинската информација до граѓаните? Јас размислувам како граѓанин. И викам вака, ако некој има потреба, сето тоа, нели, да го помине, тоа што викат во Струмица шуш-буш, нели, половично да го нели, да го подскрие, значи тој има нешто да се окрие. Еве, доколку навистина е се прекрасно, совршено, согласно законот, доколку не се нарушуваат ниту, нели, законски процедури, ниту морално, ниту етички, ниту е нарушена животната средина на било кој начин, кај е проблемот? Тоа да се зборува јавно, пак ќе повторам, со благост како шеќер и со мекост како памук, затоа што и таа компанија, и таа држава во следните 30 години, колку што тие мислат да го експлоатираат, треба да живеат со овој народ тука. Затоа што ако тие сега низ иглени уши го протна тоа и се случи рудник, а после 5 или 10 години дојде до некаква, не дај Боже, еколошка, нели, некој инцидент еколошки, не дај Боже, несак или катастрофа, овој истиот народ ќе се соочи со тоа. Не знам како тоа не може да го разбира, дека повторам уште еднаш, концесијата подразбира општо добро, добро кое е на сите да биде управувано од еден човек или една фирма. За тоа треба некој, треба јас и ти да се сложиме, тоа некој да го даде. За да дојдеме до она што како здружение ќе имате намера да го правите, кои се чекорите, би било убаво да им кажеме на граѓаните, да ја расчистиме целата оваа ситуација, кои се опасностите на кои што вие како здружение на граѓани алудирате. Бидејќи разговарајќи
како медиум истражувајќи изминатиот период, компаниите кои што имаат концесии сметаат дека ова е неправеден атак кон нив и дека работат согласно законите. Сите концесии се одобрени од министерствата кои што се надлежни во таа област, па ајде да им објасниме на граѓаните што вие истражувавте, кои се вашите сознанија, на што ги базирате сите тие информации кои што ги имавте, бидејќи и овде и во Валандови и во Гевгелија веќе се зборува на големо за невидена еколошка катастрофа, промена на климатски услови, промена на релиеф и едноставно збогување со досегашниот начин на живот како што го познаваме во југоистокот. Да почнеме од Иловица и од она што се случува таму. Вака. Вистина е дека доколку се случи рудник во Иловица, Струмица и овој дел од Македонија, овој дел од светот, таков каков што го знаеме до моментот со почнување на работа на таков рудник, нема да постои. Тоа и тоа е многу сериозно. И тоа се предупредување, и тоа се факти кои секој граѓанин може да ги види на социјалните мрежи, на интернет. Може да отвори на веб сајтот секој граѓанин на компанијата кој мисли тоа да го прави. И таму има елаборат кој е јавно објавен на нивната веб страница и од која секој граѓанин може да се информира какви ќе бидат последиците од работењето на таков рудник. Во секој смисол. Прво, во елементарниот, визуелниот. Сите мислам дека дури адолесценти кога ќе ги затворат очите, кога ќе помислат рудник, знаат дека тоа е една огромна дупка која треба да се направи во планина, така ли? И таа дупка ќе остане таму неповратно до крајот на светот. Нели? Тоа е така. Сите ние елементарно може, нели, знаеме дека ако од определен простор се вади определена количина земја, таа земја нека треба да се складира на друго место. Каде? Нели? И она што е најважно да знаеме за каков рудник станува збор. Тоа граѓаните мора да го знаат. Бидејќи тоа ниту компанијата, ниту надлежните институции, тоа се Министерството за животна средина, локалната самоуправа, локалните совети, затоа што советите на општините Струмица, Босилово, Ново село и Василево се одговорни. Тие може не се виновни, но имат одговорност пред граѓаните да ги информираат и да ги заштитат. Нема како да побегнат од таа одговорност. Не ми е јасно како мислат советите и советниците и градоначалниците на општините Струмица, Босилово, Ново село и Василево да побегнат од одговорноста доколку утре нешто се случи. Како ќе побегнат? Нема, треба да се соочат со тоа. Зашто станува збор? Ова е рудник кој ќе има површински коп. Значи, од отворен тип. Од отворен тип, нели граѓаните да не мислат дека тоа нешто се случува под земја. Не. Ваквите рудници изгледаат на следниот начин. Значи, тоа се огромни површини со кои буквално се сече планина. Прво, за да започне работа на таков рудник, треба да се расчисти терен. И во елаборатот за заштита на животната средина која компанијата го изработила и се наоѓа нивниот веб-сајт, е јавен, секој може да прочита, тие кажуваат дека прво ќе направат рачитување на теренот. Тоа рачитување на теренот подразбира сечење на околу 1500 хектари шума. И сега јас како граѓанин се го поставам основното прашање. Ако за едно исечено дрво, ако за една топола во градскиот парк во Скопје се зборува една недела на сите медиуми за 1500 хектари шума која треба да се исече во Струмица, никој не зборува ништо. Ова, нели, како граѓанин, како човек буди елементарни сомнежи дека тука нешто не е во ред. Во самиот елаборат тие јавно кажуваат дека двете постоечки реки во Иловици и во Штука ќе престанат да постојат. Дека тие ќе ги пренасочат тековите на тие две реки. Еве јас како граѓанин поставувам прашање. Доколку тие реки не се пренасочат и до крајот на светот тие реки течат, колку количина ќе има питка вода? Од таа питка вода, колку див свет, колку односно флора и фауна ќе се прехранува? Колку луѓе ќе се прехрануваат? Која е цената на тие две реки? Дали имат направено таа компанија елаборат за вредноста на тие две реки и дали мислат да ги обештетат граѓаните? Нели? Тоа е елементарно прашање поставува. Колку чинат две реки? Не во Македонија, во Канада, од каде што доаѓа таа фирма. Да направи елаборат,
да ни каже колку чинат две реки, заедно со цела флора, фауна, со целиот жив свет. Мене ме интересира таа компанија и Министерството за животна кој што средина, им го одобрува целиот тој проект, но и локалните институции, вклучително локалните самоуправи, да одговарат. Бидејќи тие планираат уништување на флора и фауна. Тие јавно го кажуваат. Но да бидеме конкретни, за да не ги забунуваме граѓаните. Пред се однесува на општина Босилово, каде што под која што општина се наоѓа и населеното место Иловица и рудникот Иловица, тие имаат примарната одговорност, бидејќи сите тие други општини се зависни и засегнати, меѓутоа се случува таму. Значи да имаме некоја представа за што станува збор. Видите вака. И референдумот што треба да се би требало или да се покрене, се треба да почне од Босилово. Значи точката за која што разговараме е таму. Се видите вака. Значи јас се согласувам. Значи или ќе барате референдум можеби за самиот рудник во целата околина. Самиот рудник се простира на површини на две општини. Поголема дел на Босилово, помал дел на Ново село. Така. Но имено мене ми се чини дека точно и тоа е нивната цел. Проблемот да го локализираат. Тоа е таму некој рудник во Босилово, негде таму во Иловица, нели? И сега јавноста Босилово, Иловица, нели најчесто јас кој живеам во Скопје, верувајте ми, нели мешат Босилево, Босилково, тоа дури има чувство дека тоа е во некоја друга соседна земја, така. Ние се обидуваме, нели да го персонализирате. Апсолутно, нели затоа што видите вака. Значи тие во нивниот елаборат предвидуваат да направат канал за вода од Турја до рудникот во Иловица. Таа брана Турја, која е правена со самопридонет, и се наоѓа во општина Струмица и во општина Василево. Јас поставам елементарно прашање. За производство на злато, тие сакат да користат питка вода, од која Струмица и регионот пие вода. Ако ние не можеме сега да покренеме јавна расправа и да побараме елементарни одговори на елементарни прашања пред една мокна корпорација и пред една слепа власт, тогаш замислете, после 10 години, кога тие ќе склучат договори таа корпорација со локалната власт за користење на водата кој ние пиеме од Турија, како ние како граѓани ќе се одбраниме од тоа? Потоа, тие планираат, во елаборатот пишува, тие сами кажуваат, да прават бушотини на вода до длабочина од 250 метри, во Струмичко поле. Внимавајте. Таму, каде што 100.000 луѓе живеат од земјоделие и наводнуваат површини. Јас поставам елементарно прашање, а тие не даваат одговори. Јас како граѓанин имам право да поставам прашање не до компанијата, до институциите, до Министерството за земјоделие и на државно и до Министерството за екологија и до Министерството за економија, на државно и на локално ниво. Доколку се случи, не да Боже, некој еколошки инцидент, не од вина на компанијата, да кажете се случи земјотрес, виша сила. Така. Сите сме немоки пред Бога, така? И доколку дојде до излевање на, после кажеме какви состојки, во на површината и во подземните води и во воздухот. Има ли таа компанија и тоа Министерство за животна средина програма во која на граѓаните на Струмица им објасни доколку дури од висши причини, бидејќи тие во нивниот елаборат спомнуваат дека Струмица е средно земјотресно подрачје, дека во Струмица се случуваат такви земјотреси. Се некој ќе каже, па ти од кај знаеш дека ќе случи земјотрес, а ти од кај знаеш дека нема се случи. Ние треба да се заштитиме што ако се случи. И сега поставаме елементарно прашање. Докато се случи земјотрес, имаме еколошки инцидент. Загадени се подземните води, површината и почвата. Што ќе направи државата и компанијата? Водите со пумпи ќе ги исцрпат и ќе ги однесат во Канада, каде што е седишто на компанијата, и од Ниагара ќе донесат чиста вода. Површината ќе ископат и ќе однесат во Алберта, Канада, и од Алберта, Канада ќе ни донесат ровка, убава и плодна почва. Има ли таков план? Ако има таков план, јас немам ништо против, нека го прават. И за флората и фауната, каде мислат да го селат живиот свет? Каде мислат да ги селат желки, пеперутки, риби? Значи, јас навистина сега што кажам е тривијално и смешно, нели? Но ако навистина, нели, ова е толку безопасно, не е толку страшно, сакам како граѓанин
надлежните институции да ми објаснат целиот жив свет кој тие кажуваат дека ќе го уништат, каде ќе го преселат? Како мислат тоа да го направат? Желките ќе ги фаќат една по една ли? Еве да претпоставиме дека дури и сите желки и сите риби ќе ги уловат. Сите ракчиња, сите ендемски видови на пеперутки и така, нели? Ќе ги фатат физички. Каде ќе ги преселат? Ќе отворат во Струмица желкарник, не знам, нека дадат. За тоа ние бараме одговори, што мислат да прават? Рибите кај ќе ги села? Ќе направат нови езера, не знам, ќе направат нови реки. Ние бараме одговори како граѓани. Ние прашуваме, не преюдицираме ништо, а тие се одговорни да ни дадат одговори на тоа. И многу други, нели, елементарни работи за кои ние имаме право да бидеме информирани, а не сме информирани. Понатаму да не спомнувам, нели, покрај тоа што сакам да знам како ви е односот со научната јавност. Имаше пред некој ден дебата во Гевгелија на кој што присуствуваа универзитетски професори од Природно-математичкиот факултет од Скопје. Меѓутоа, мене ме интересира во овој процес на истражување, на користење искуство од други земји. Дали контактиравте научната јавност во Македонија и кои беа одговорите на професорите, на научниците, експертите од оваа област по прашањето рудници во плодното Струмичко поле? Одговорите на сите овие прашања се наоѓаат во елаборатот, односно е анексот процес оцена на влијанието врз животната средина, која го направила самата компанија и која вклучила и универзитетски професори, вклучително и ректорот на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, кој патем е експерт точно за оваа работа за загадување на почва. Тој е професор доктор Блажо Боев. И внатре тие ги дадат сите одговори. Тие кажуваат дека да, ќе дојде до загадување на почвата. Да, ќе дојде до уништување на флора и фауна. Да, ќе бидат загадени подземните води. Да, ќе биде загадена површината. Да, ќе се сечат шуми. Да, ќе се премостат две реки. Да, ќе се уништи живиот свет во нив. Да, тие во елаборатот, кој се вика анекс 1 процес на оцена на влијанието врз животната кој имате овде? Да, и која е јавна исправа, која се наоѓа на веб-сајтот на компанијата, кажува дека сето тоа ќе се случи. Ти не негираат, затоа што не може да го негираат. Знаете, се на крајот на криштата има една идеја, например, нели се некој ќе праша, па ти си режисер, нели, што разбереш сега ти од загадување на води? Идејата е крајно елементарна. Ако сум македонец, не сум глуп. Ние сме 2017 година. Секој човек кој сака да се информира, ќе се информира. Многу е лесно, денес е многу елементарно човек да се информира. За се, верувајте ми. И секој обид, некој да прикрие нешто, е безсмислен, осуден на пропаст. Затоа што се денес е достапно. Секој човек кој има елементарна писменост и кој чита и пише во латиница, ако знае англиски уште подобро, може да се информира за се. Алудираат на современа технологија која што се употребува на многу места во светот, меѓутоа во целата таа технологија е вклучен цијанидот, кој што многу страшно звучи кога се зборува за него. Дали навистина постои една таква опасност? Дали вие сметате дека сето ова или можеби станува збор за некој си лов на вештерки во кој што учествуваат граѓаните? Доаѓате ли до такви обвинувања дека сте изманипулирани, бидејќи веќе сте вклучени во овој процес? Вака сега дека премногу користите силни зборови за да го заплашувате народот? Вака, Сузана, дури под предпоставка граѓанинот Јани Бојаджи да биде изманипулиран. Дури под предпоставка граѓанинот Јани Бојаджи да биде во заблуда. Дури под предпоставка граѓанинот Јани Бојаджи да зборува на вистина. Сепак основа станува збор за граѓанинот, кој нема да предизвика ниту правни, ниту било какви последици во однос на општеството. Но доколку некоја компанија која се бави со ваков бизнес или некој политичар кој носи одлуки не е во право, е во заблуда или е зборува на вистината, тогаш тие можат да направат штета. Значи, ние како граѓани, како активисти, не може да направиме штета. Значи, ние кажуваме собствено мислење. Ние поставуваме прашање. Ние бараме одговори. Ние
односно јас овде сега ги прашувам надлежните институции. Тие се должни да дадат одговор. Дури во предпоставка да сме во заблуда, еве јас да сум во заблуда, то не е ништо страшно. Кај е проблемот, нели? Нека објасна така. Да, значи јас еве сум кажал некој податок, граѓаните се сомневаат, се информираат и никој ништо, така ли? Не е ништо страшно, нели? Напротив, нели? Различностите го прават општеството, го движат општеството напред. Но кога сме кај цијанидот, Сузана, јас кажам сега еден податок кој е општ. Во вакви или слични рудници, кои ги има некаде по светот, некаде по светот, но не во Европа. Не во или во Европа, но на Балканот. На Балканот, јас ќе дојдам и до таму. Имате конкретни информации? Има еден таков рудник, тој е рудникот во Баје Маре, во Руманија, кој, како што знаеме, се случи еколошка катастрофа, во кој настрада огромен дел од Руманија и Унгарија. Станува збор за сличен рудник како што овој што се прави во Јуловица, кој во процесот на производство на злато ќе се користи така наречена технологија на лужење, се тоа е некакво српско зборче кој кај нас нели не е познато и ние не знаеме како да го преведеме. Така е називот едноставно. Да, станува збор за технологија која е крајно елементарна. Со динамит и со други експлозивни средства, рудата се растура. Значи овде не станува збор за копање, да не мислат граѓаните дека некој ќе копа. Значи со употреба на динамити се отвара окното. И тие динамити создаваат земјотреси, потреси. Тоа се огромни сили. Граѓаните може да видат како изгледаат такви рудници. Се минира едно огромно подрачје и се крева буквално земјата воздух. Таа земја, кога се крева во воздух, знаеме што има, нели? Има прашини. Тие прашини знаеме каде се црпат на едни огромни багери, на едни огромни камиони кои носат тони земја. Таа земја потоа се постела во близина на окното. И врз таа постелена земја се реди така наречен систем на цевки кој изгледа како капка по капка. И во кој систем на цевки се спушта раствор кој во овој случај содржи главно цијанид. Сите знаеме што е цијанидот, дека тоа е најмокниот отров на светот. Тој цијанид во таквиот процес на производство се користи со цел другите минерали, лесните минерали, да ги уништи, нели? Да ги растури, а да останат само тешките, нели? Тоа се бакар и злато. И од кога, нели, ќе се растурат сите други, нели, минерали, се собира златото и бакарот, потоа се топи и од него се прави готово злато. Нели, како што тие и пишуваат во нивниот анекс, дека тук ќе се прави, нели, готово злато. Така. И тоа е тој процес на производство. И сега, основното прашање на кој ние бараме одговор е Министерството да објасни. Водата која во себе ќе содржи цијанид, каде ќе оди? Тие предлагаат да се гради брана, тоа е така наречено флуктацијско езеро. Колку што видовме, нели, во нивниот анекс, тоа е брана која ќе биде повисока од 200 метри, околу 270 метри, ако добро сеќавам. Мислам дека околу 250 метри е браната Хувер, која е една од најголемите брани во светот. Се замислите за што станува збор. И тоа јаловиште кој ќе остане од тој процес на лужење во кој се користи активен цијанид, се одлева таму за век и векова. Додека постои овој свет, до крајот на светот, додека постои планета Земја, таа земја која во себе си содржи остатоци од цијанид си е таму. Водата која тие мислат, нели, да ја копат во бунари од Струмичко поле од 250 метри длабочина и да користат вода од браната Турија, така, ќе се цеди каде? Во тоа хидројаловиште. Тоа хидројаловиште, ако протече, каде ќе отидат тие подземни води? Ќе отидат во Струмичко поле. А во една прилика, еден заменик министер за економија кажа дека ние во нашите клипови користиме фотографии и видео од Папуа Нова Гвинеја и од Невада. Во право е. Затоа што ние никаде не сретнавме, за да може да им илустрираме, да им приближиме на граѓаните за што станува збор, ниту еден рудник на овој свет кој се прави на 2 километри од поле. Патем. Не било какво поле. Станува збор за најплодното парче земја на овој дел од светот. Значи, тие планираат да прават рудник во кој се користат хемикали. Во Струмичко поле, кој е познат производител
на рано градинарски култури. Ова е најголемата градина на отворено во Европа. И сега мене како граѓанин ме збунува. Ако во последните 10 години ние инвестираме милиони, не само во субвенции, туку и во разни други средства за развој на земјоделие. И ако за овие 10 години во Струмица се потрошени стотици милиони долари, народни пари, за развој на земјоделие, ние одеднаш сето тоа му викаме, пун, не се важи, дајте ќе правиме рудник. Мене ми е несватливо, затоа што и како граѓанин, кој е елементарно образован, му е непоимливо во исто време да имаме рудник и земјоделие. Не знам, тоа е... Јас не знам како да го разберам, просто дури се прашувам некојаш, викам, дали јас сигурно не сум најумниот човек на светот и не знам колкаво образование треба за да можам да го разберам дека ова е масло и вода. Би сакала да протнам едно прашање кое што ми дојде сега. Имаше пресконференција на Министерство за животна средина пред некој ден, мислам дека беше во петокот, во кој што изнесоа остри критики, особено кон Гевгелија, која што во тој период се подготвува за референдум, дека го заплашуваат народот со преуранети диагнози, да ги речеме на некој начин, бидејќи на сите тие локации во моментот се случуваат само истражувања на земјата и проценка на рудните богатства кои што се наоѓаат таму. Дека доколку би дошло до градба на рудници, тоа било еден одолжен процес кој што ќе се случува после многу години. Исто како во Струмица. Па дури и за Струмица тоа го спомна. Сметате ли вие исто така дека можеби брзате со претпоставките, дека можеби тие компании нема да најдат доволно злато за да експлоатираат а во друг момент, па во моментот имаме еден куп на генерирани концесии за геолошки истражувања. Видете, се елементарни работи. Ние помагаме и на државата и на компаниите. Помагаме во кој смисол? Ние однапред бараме одговори. Ние и помагаме на компаниите да ги обесхрабриме да не заобиколат. Затоа што, доколку сега не заобиколат, и ние после 5, 10 или 15 години, граѓаните, имаме незадоволство од нивната работа, тие ќе се соочат со нас. Доколку ние сега бидеме прашани дали ова сакаме да го имаме или не, тие ќе го намалат својот ризик во бизнисот. Нели? Затоа што тоа се големи корпорации кои знаат дека секој бизнис има сопствен ризик, нели? Дека не секое вложување е исплатливо. Сега да не ги подучувам јас на бизнис, тие многу добро се знаат, нели, бидејќи јас нели не сум бизнисмен, тие се бизнисмени, но ние ќе им помогнеме на компаниите и на државата да се начисто дали тие граѓани, дали тоа општество има потреба од таков бизнес или не, и готова работа. Но државата вели дека тоа е голем економски бенефит за сите овие области, бидејќи беа нели владини проекти и сметаат дека отварањето на рудници значи едно повисоко ниво за општествениот статус на граѓаните кои што живеат во толку вработување стотици на ова место, на друго место. Сузана, јас повторно зборувам и поставувам прашање. И тие прашања се однесуваат кон државата, кон институциите на државата и кон локалните самоуправи. Сега го вмесуваме и економскиот бенефит кон граѓаните, кон државата. Супер, вака. Јас како граѓанин поставувам елементарно прашање. Добро, ако тој проект навистина ќе донесе економски развој на тој крај, јас поставувам елементарно прашање. Таков или сличен рудник имаме во Радовиш, тој е Бучин, тој рудник постои 60 години. Зошто Радовиш не е по-развиен крај од Струмица? Зошто не е, ако тоа носи развој? Зошто Струмица, кој нема такви рудници, два пат има поголем бруто национален доход по главен жител од Радовиш? Ако тие рудници или било какви рудници развиваат социјално или економски некакво подрачје, сакам да ми одговорат одговорните едноставно. Најголем број на рудници во Македонија има во Злетово, Пробиштип, Крива Паланка и така натаму. Како тоа се не најнеразвиените подрачја во Македонија и тоа се подрачјата со најголем социјален ризик. Тоа се подрачја од кој што има масовно исолување во Македонија во најголем број. Зошто тие таму не се развиваат? Ако рудниците развива некоја средина, поставувам прашање. Најголем рудник на бакар и злато на Балканот има во Бор во Србија. Тоа е истата компанија која што сака да работи во Гевгелија. Значи без разлика, Бор во Србија е социјалната главоболка
и на бивша Југославија, и на сегашна Србија. Тоа е проблем кој не знаат како да го решат. Тоа е подрачјето кој е под најголем социјален стрес и ризик во Србија. Тоа е најнеразвиеното подрачје во Србија. Зошто е тоа така? Еве зошто јас не верувам во нивните ветувања дека тоа ќе развие економијата во тој крај. Еве гледаме дека дури во Македонија тоа не е така. Во Гевгелија многу сакаат да зборуваат, особено активистите на вашето сестринско или братско здружение. За какви всушност работни места станува збор? Тие сакаат да им објаснат на граѓаните дека тоа воопшто не се привлечни и интересни работни места. Можеби платата звучи фантастично, но дека се навистина сериозни работни места со бројни ризици. Може ли да го кажеме ова и пред струмичани? Што просечен струмичанец кој што би се вработил во рудникот во Иловица, доколку се отвори таков рудник, би можел да работи? Видите вака, повторно ќе дојдам на тоа дека ова што сега ние го зборуваме, не треба да биде предмет на ничија доверба. Никој не треба да верува ова што сега ние го зборуваме. Треба да се провери. Но вие тврдите имате информации и сакате да ги пренесете пред јавноста. Значи, секој што ќе изгугла, како изгледа производствениот процес, во вакви рудници, таму кај што ги има, ќе види луѓе во газ маски и со заштитно одело. Тоа се фактите. Значи, само изгуглајте, нели? Mine with cyanide, значи руда со цијанид, изгуглајте. И ќе ги видите фотографиите. Секој ќе се го види одговорот за какво работно место станува збор. Тука нема дилема за што станува. Иако дека се разбира, тоа е компанија која не е ова сефте, работа по светот. Тие како работат по светот? Каде имаат, сигурно имате информации. Во суштина, сите овие компании имаат седиште, нивните мајки компании, иако се тоа главно американски фирми кои имаат американски капитал, нивното седиште е во Канада, главно во Ванкувер или во Торонто. И јас кога почнав да истражувам и кога видов дека сите компании на крај завршуваат во Канада, во Ванкувер или Торонто, се прашав елементарно, како пристојно образен човек, зашто станува збор. И открив зошто тие компании се во Канада. Канада е една од земјите која не казнува компании кои ќе направат еколошки инциденти. Уште еднаш. Канада е земја која нема санкции кон компании кои ќе направат еколошки инциденти. Значи, доколку се случи некаде по светот тие компании кои се чии мајки фирми се наоѓаат во Канада, направат инцидент некаде, тие се публикуваат во Канада и не одговараат. Значи, ова е факт, ова е вистина, може секој да го провери. Не мора мене да верува. И на крајот кога сме пак околу придобивките, во 2014 година донесен е тарифник за утврдување на висината на надоместоците на дозволи и концесии за вршење детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини. Која е добивката на општеството, на државата да? 2%. Само 2% од пријавените приходи иследуваат на државата во однос на оваа експлоатација. И сега, јас како граѓани се поставам едно прашање. Ако не продават за 2%, тогаш не ни треба, нека си седи таа планина таму, нека си течат тие реки, тие пеперутки нека си летат, убави се желките, за 2% поарно да живееме во сиромаштија. Јас така би размислил, отколку за 2% да си ја продадам земјата. Ме разбирате ли како го доживуваме сега? Дека ние за 2% ја продаваме земјата. На крајот на криштата, може за 20, 30, 50, 100 години, идните генерации ќе пронајдат друга технологија за експлоатација, која ќе биде безбедна, еколошки чиста. Зошто да не? Во тие времења, кога ќе дојдат, затоа што не заврши светот со нас. Јас сум овде роден, моите деца се овде родени, јас сакам да имам утре и внуци овде и немам намера да се играм со оваа работа. Но сакам да кажам само еден пример во однос на таа теза, која е другата страна, има дека ова е не е ништо страшно, тоа е цијанид, но цијанидот ќе се разблажи и не е ништо страшен. Тој исчезнува за 3 дена. Има реагенси, тој ќе се поврзи со тие реагенси, ти кишан за 3 дена, нели дека тоа е сега алкохол, но не е
мастика, тука е пивце од 11%, така сака да не го продаде. Јас се кажем еден пример, нели, кој е фрапантен, нели, кој може да биде, нели, како сака, разбрано, ќе ви кажам еден пример, треба гледачите, мислам, треба гледањите да знаат дека за време на Втората светска војна за потребите на Вермахтот произведени се околу 55 тони цијанид со бренд со трговско име Циклон Б. Од тие 55 тони цијанид, произведени меѓу 42 и 45 година, 10 тони Вермахтот потрошил за други цели, за прашувал ваму таму. 44 тони се употребени во логорите на смртта низ Германија и Полска. И за 4 години со 45 тони цијанид убиени се 3,5 милиони луѓе. Ова се сурови факти. И дури имаме податоци за точно во кој ден, нели, во Аушвиц, колку цијанид употребени, колку луѓе имат, нели, загинати, тоа може да кажа. Такви или слични рудници по светот во својата технологија на така наречено лужење, за производство на бакар и злато, користат дневно меѓу 3,5 и 10 тони цијанид. Дневно. Ако еден таков рудник планира да прави експлоатација во следните 30 години, јас сакам да ме убедат дека тие милиони тони цијанид кои ќе се исторат тука се безопасни и дека, нели, нема да предизвикат никаква штета. На крајот на краиште, доколку е тоа така, нели, доколку сакат да не убедат, јас ги повикувам водечките политичари во оваа земја кои го поддржуваат тоа, заедно со собствените деца, директорите на оваа компанија и заедно со најодговорните луѓе од министерството да отидат и да ни демонстрират како тоа изгледа, нели? На крајот на краиштата, доколку тој цијанид на вистина, нели, има реагенси, нели, кои не се опасни и дека горе-долу може да се пијат, зошто да не, нели, во интерес на граѓаните, да видиме јавно, вие како телевизија може да однесете камери, нека се попрескат со тие, нели, раствори, нека се напијат, нели, и нека не чаша, нели, нека стават од тој безопасен цијанид кој не е ништо, нели, за кој ние сега тука креаме паника, нели. Брутална демонстрација барате. Да, нели, кај е проблемот, нели? Доколку на вистина тоа е безопасно, како што тие тврдат, кај е проблемот? Не знам. Јас да сум на нивно место, нели, доколку сум лично убеден дека тоа е безопасно, јас би го направил. Нели? На крајот на краиштата, тоа се претпоставува луѓе, нели, кои ќе се повикат на свое образование, на своја стручност, дека тие знаат што прават, дека тие се одговорни. И во име на таа одговорност е кај е проблемот, нели? Тие со нивните семејства, со нивните деца, нели, да отидат и тоа да го демонстрираат таму. Не знам кај е проблемот. Но видите вака, за ова да видиме колку е сериозно, ние сега зборуваме за последиците. Какви биле доколку овој таков рудник се отвори во Иловица. Да, за сериозните последици до кои што еве може и да не дојде, меѓутоа стојат како опасност. Како опасност. Секој кој ќе го слушне овој разговор, нема потреба да ми верува мене. Бидејќи Иловица еве каде. Може со велосипед, со автомобил, група луѓе да се организираат, сите имаме смартфони, да отидат денес во Иловица. На Иловичка брана, на тие реки за кои сега зборуваме, денес, уште нема почнато ништо, има само истражување. Да видат како тоа изгледа денес. Од кога ќе видат како изгледа денес, ќе можат да се направат појасна представа за тоа како тоа би изгледало утре во иднината и така натаму. И мислам дека секој човек кој е одговорен за себе си и собствените деца треба сериозно да го направи тоа. Затоа што какви може да бидат последиците? Видите вака. Доколку случајно, дури и заради, кажавме, виша сила, земјотрес, нели, Божја работа, се случи некој еколошки инцидент. Или доколку после 5 години се утврди научно дека во Струмица е загадени подземните води, површината и воздухот. И доколку случајно еден камион со рано градинарски култури од Струмица на првата проверка во Србија, во Полска, во Русија, во Германија, кога ќе се утврдат присуство на токсични материи, се врати назад, тоа значи крај за земјоделието во Струмица. Апсолутен крај. Тоа да немат дилеми граѓаните. Зашто стана збор? Конкуренцијата на струмичкото земјоделие ќе се потруди убаво сите да слушнат дека
во Струмичко поле има рудник кој користи токсични материи. Убаво ќе се потрудат сето тоа, нели, да стигне до јавноста, затоа што конкуренцијата е немилосрдна работа. И во Кукуш има земјоделие, и во Петрич има земјоделие, сега и во Јужна Србија има земјоделие, и во Албанија има разогранирарски производи, така. Јас се плашам дека доколку се случи некој економски инцидент, ова ќе биде крај за Струмица. Затоа што ќе се случи економски крах на Струмица. Не економска преврата. Замислете компании кои сега произведуваат во Струмица грозија, вино и ракија. Имаат кредити од 20, 30, 50, 100 милиона евра. Се случи економски инцидент. Кој ќе купува грозија и вино од Струмица? Кажете ми. Никој. Ќе заглават во кредити, ќе банкротираат фирмите. Колку вработеник има во рудникот и Ловица? 500 да речеме. Не, 300-350 кажуваат. Така е. Само докато се случи такво нешто во преработвачката индустрија или до луѓе кои станат на улица. Неповратно, внимавајте. Ако се случи таков инцидент, јас се сомневам дека било кој во било која земја ќе купи корнишони од Струмица. Јас се сомневам дека било кој во Америка, во Европа, во бивша Југославија, каде што ова ќе протне како бомба, ќе купува ајвер од Струмица, пиперчиња, корнишони, никој. Да немате дилеми во однос на тоа, нели? Затоа што дури и да нема еколошки инциденти, конкуренцијата ќе работи на тоа да се информираат, нели, дека нели во Струмица кај што се произведат корнишони, се произведува и злато со помош на цијанид, нели? Тоа ќе се потрудат. Да не зборам, нели, што ќе се случи со капиталот на обичните граѓани. Сите што сега гледам во Струмица се градат згради, нели, купуваат. Вредноста на тие станови ќе падне за половина. Затоа што Струмица ќе стане место кој би сакал да раѓа деца и да гледа внуци, кажете ми. Кој? Никој. Сите они Тоа се екстремните веќе, да не навлегуваме. Сузана, јас елементарно прашам, поставам имотните струмичани имаат така речени вили, викендици во Сувилаки. Сите сега веднаш нека замислат колку е тоа блиско и колку е далеко. И Ловица Сувилаки. Колку е тоа блиско, нели? И нека се замислат дали утре ќе ги носат на воздушна бања внуците таму да им бидат здрави. Јас елементарни прашања поставам. Ова нема врска со не знам, со образование, со информации и така натаму. Некој треба да одговори на прашање, зашто ова е сериозно. Јас кажам, подобро, нели, сега, нели, да се прашаат граѓаните да кажат сакат или не сакат, и така државата нема одговорност, нели, се согласиле граѓаните, компанијата нема одговорност, утре што и да се случи, ние сами сме избрале, нели, тоа да се случи, и сите ќе бидеме среќни и весели. Воспротивно, сите ќе бидеме несреќни доколку не дај Боже нешто се случи. Сега да завршам. Секој каже, нели, па ти од кај знаеш дека ќе се случи? Видите така. И во Баје Маре во Романија, кога дошле вакви компании да отворат ваков или сличен рудник, кажувале се најдобро дека тој рудник има најсовремени мерки за еколошка заштита, дека не се возможни никакви еколошки инциденти, дека ништо не може да се случи непланирано, дека се ќе биде во ред, дека тој дел од Романија ќе биде најразвиен, така натаму, така натаму. Еве ги последиците. Значи никој не кажува, нели, дека ова ќе биде лошо, сите кажуваат дека ќе биде супер, нели? Ние само се обидуваме, нели, да кажеме, нели, што евентуално би можело да се случи и да се соочиме со тие последици како граѓани. Така. Меѓутоа, за да го спречите сето тоа, барате изјаснување на граѓаните, заради тоа го формирате Сдруженијето Спас за Струмица, Стоп за златото на смртта. Ако не се лажам, така и името на Сдруженијето. Спас за Струмичката котлина, Струмичка котлина. Кои се вашите чекори? Што правите од формирањето на Сдруженијето понатаму? Еве, како ќе се мобилизирате? Кои се ќе вклучите? Конкретни чекори во конкретен временски период, бидејќи еве и Ловица напредува. Факт е дека рудникот е во напредна фаза пред отварање. Така. Значи, Сдруженијето на граѓани на Зелена долина направи иницијативата
Спас за Струмичка котлина, Стоп за златото на смртта, кон која иницијатива се приклучаат други еколошки издруженија и граѓани на општина Струмица. Еве се сакам да искористам приликата, секој кој што сака да се вклучи, да биде дел од оваа иницијатива и да застане на наша страна, е добре дојден, нели? Граѓаните знаат дека ова е невладина организација, дека е здружение на граѓани, дека е некомерцијално, дека овде секој доаѓа по личен избор да посвети дел од слободното време, да се постигне една работа која мислам дека е во моментот. Каде може да ве најдете? Еве, значи на Facebook, значи веќе имаме отворено фанпејдж, тоа е фанпејџот Стоп за Спас за Струмичка котлина, Стоп за златото на смртта. Ќе добијате елементарни информации за се што им треба. Меѓутоа, повозрасните, оние кои што се надвор од социјалните мрежи, каде може да ве најдат? Значи, Како да ја добијат информацијата што сакате? Со скромни средства и со поддршка кои имаме од некои деловни луѓе во овој момент, очекуваме поддршка од други луѓе. Имаме направена мала кампања, тоа ќе биде и кампања од уставност, од врата на врата, ќе има флаери во кои ќе можат граѓаните да се информираат. Јас благодарам нели на телевизијата која возможи просто како класичен медиум, нели, кој го користат граѓаните кои немаат пристап или не користат социјални мрежи, нели, да може да се информираат. Благодарам од името на здруженијето. Не заборавам да кажам дека здруженијето во моментот има избрано претседателство од 3 члена. Тоа се Стојан Велков од Босилово, Милена Зафирова од Иловица и јас, Јани Војаджи од Струмица. Очекуваме да се приклучат и на граѓани од Ново село и Босилово и организации од Василево, од Василево и од Ново село и навистина да го мобилизираме и да го обединиме целиот регион. Затоа што ова не е проблем само на Босилово, на Иловица и на Ново село, како што сакаат нели да го прикажат, нели? Там не Босилево, Босилково, не знам, имало некој фрум. Кога ќе поднесете иницијативата за референдум и до кого ќе поднесувате? Дали само во Босилово или во сите 4 општини од регионот? Значи, до советите на општина Струмица, општина Босилово, општина Ново село и општина Василево. И ќе ја водите како кампања на ниво на 4 општини, а не само на ниво на регионот. Во Струмица, така. Затоа што овој проблем кој не засега сите. И мора да бидеме обединети во тоа. И да немаме дилема, затоа што нели ние сме должник, нели, тие кои живееме или во Струмица, да им помогнеме на тие кои живеат во Босилово. Затоа што како тоа е една природна целина, значи како мислат тие тоа со ношли да разделат до кај нели воздухот, до кај јас се вака нели кога ги слушам од другата страна не ми се верува. Ќе кажа тоа општина Босилово. Момент, че вие ветрот, подземните води и прашината и песокот ќе го контролирате да застане на атомот на општина Босилово. Како тоа го замислуваат? Мене не ми е јасно. Мислам не Каква ќе биде конекцијата? Ние воздухот не можеме да го сечеме ниту пак до Валандово со Беласица и Дојран, Гевгелија, Богданци. Ова не е само македонски Како проблем. планирате да го проширите целиот овој проблем? Може би да ги алармирате и околните земји, да окренат? Апсолутно, ние сме во контакт со Сдружение на граѓани, со еколошки друштва од Бугарија, од Петрич и од Грција, од Халкидики. Граѓаните ќе можат да информираат пред неколку години во Халкидики имаше обид за отворање сличен таков рудник. Таму се случија инциденти и немири, во кои има загинати, луѓе во затвор, запалени се 4 или 5 локални самоуправи. Запален и изгорен рудникот до темел. Таму имаше жртви. Јас сакам да повикам општеството, државата, на национално и на локално ниво, на одговорност. Дека ова е толку сериозна тема која може да ескалира. Одговорноста за ескалација на овој проблем ќе ја сноси државата. Затоа што според Уставот на Република Македонија секој граѓанин има право на животна средина, на чиста животна средина. Ти го кршат Уставот, оневозможувајќи ни да одговориме на прашањето каква животна средина сакаме. Да не зборам дека се прекршени многу закони кои се однесуваат во однос на издавање на дозволи, концесии и така натаму. Тоа ќе биде предмет, ние имаме и правна заштита, Сдруженијето на правници не помага официјално, и ние ќе направиме една иницијатива до Уставен суд за оценување на уставноста на многу закони. Затоа што
со огромна леснотија се издаваат концесии за рудници кои се сериозна работа. Јас ќе поставам уште едно прашање кое мене ме загрижува како човек. Ние во моментот се наоѓаме во една многу деликатна политичка состојба, во која нема сомнение дека е загрозена сршта на националниот идентитет. Ние сме нападнати од надвор како македонци. И соседни земји, но и европски земји, и Америка, с немам дилема како интелектуалец во однос на тоа, затоа што ќе направим една мала дигресија. Јас сосема се сложувам со академик Маџунков, кој го цитира Аристотел, повикувајќи се на Платон дека државата мора да се потпре на умот, дека власта мора да се потпре на умот, а умот на државата. И кога ќе се најде во ситуација да државата не се потпира на да власта не се потпира на умот, туку на глупоста, а умот се потпира на безвластието, ќе се најде во ситуација како што се најдовме сега. И сметам дека ова ситуација политичка во која е загрозен нашиот национален идентитет, постоењето на македонците, не е толку опасна и не е толку страшна, дури и да изгубиме територија од Албанија и од албанци. После 50, 100, 200 години македонците може ќе бидат во друга ситуација, ќе бидат помногу бројни, ќе имаат друга подршка и ќе се ги повратат тие изгубени територии. Значи има решение, но доколку дозволиме непромислено да изградиме рудници, внимавајте, слични или вакви, Пекчево, Беран, Радовиш, Струмица, Гевгелија, Дојран, Валандово, Неготино, Кавадарци и Прилепскиот дел на Мариово. Јас нема да бидам многу строг, но ќе кажам моје мислење. Ова е миноцид врз македонскиот народ. Затоа што на една таква мала површина, на еден таков мал простор, вие да направите едни такви големи, сериозни проекти, без притоа да го прашате народ. И тоа на местото кај што живеат единствено македонци. Затоа што да расчистиме сега, значи само во југоисточна Македонија. Да замолувам да не навлегуваме во да не направиме погрешна перцепција на граѓаните со целиот овој. Јас само сакам да повикам на разум. Значи ова е можеби малку и претешко, но инсистирам на тоа да повикам на разум, да се вразумиме и да воспоставиме диалог, да разговараме. Значи не може државата да превзема вакви огромни чекори без притоа да го праша народ. Затоа што на кого се однесува, нели? Затоа што имам помалку и чувство дека државата јавно и отворено стои на страната на странски корпорации. А логично е државата да стои на страна на сопствениот народ. И логично е вие, ако во еден момент не стоите на страната на сопствениот народ, туку полуотворено, полујавно, мислејќи дека народот е глупав и нема да разбере дека вие стоите на страна на корпорации, утре кога ќе го повикате тој истиот народ да стои заедно со вас, зад вас, кога ќе повикате дека сме загрозени од странство, и тие корпорации се странски, тој истиот народ ќе се сомнева дека тоа е искрено. Сакам да апелирам на искреност. И да ја оставиме тука таа приказна, бидејќи навистина се држиме на темата на рудниците и она што тие представуваат за југоистокот, се сомневам дека граѓаните може да ја почувствуваат вмешаноста на политиката во целиот овој. Ако има, да го покажеме преку документите кои што ги имаме од министерствата, од надлежните институции во контекст на ова. Мислам дека се разбираме. Мене, јас се согласувам апсолутно, но ова се важна работа да се знаат, Сузана, затоа што го почитувам вашето мислење, меѓутоа да ја оставиме, да не ги вмешуваме двете теми. Не, сега јас знам дека најголем непријател во овој момент на оваа иницијатива е политиката, затоа што политиката ќе се обидува да го исполитизира. Ние ќе се одбраним, немам дилема. Потоа корпорациите заедно со политика ќе се обидат да не разединат формирајќи неколку здруженија. Значи тоа се вообичаените процедури со кои се користат. Ова не е прв пат, ова не се случи само во Македонија, нели? За нас не е совршено јасно со кои инструменти и средства тие ќе се служат. Потоа ние ќе дојдеме до ситуација кога ќе не стигматизираат лично тие кои стоиме на чело, нели, на оваа иницијатива, ќе има етикети дека сме вакви, такви, онакви, нели? И тоа е разбирливо, нема никаков проблем, ние сме подготвени на тоа, нели, знаеме со кого се работа.
И на крајот нели мора ние да сме начисто дека ние мора да побараме поддршка од општеството. Бидејќи ова не може да се реши без поддршка од општеството, нели? Ние ќе бараме и политичка поддршка на крајот на краишта, нели? Затоа што советниците во општините се политичари, луѓе нели кои одат на избори и кои представуваат определени политички ставови. Немам дилема во однос со тоа, нели? И така да во овој контекст ние не смееме да амнестираме одговорност никого. Јас не се амнестирам себе си, одговорност дека сум бил полуинформиран, неинформиран, дека можеби сум задоцнал, нели, со ова. Но јас како граѓанин кој нели не сум на позиција нели да правам било што во општеството, не можам да нанесам штета, јас го повторувам ова нели, за да ги поттикам граѓаните да бидат слободни во однос нели на разговорот, никој да никога нема да му фали ништо, нема да му фали едно влакна од главата, по тоа сум убеден затоа што ова е слободна земја и секој може слободно да каже своето мислење. Во тоа немам никакви дилеми, нели? Но на крајот треба да сме сите на чисто дека ако не покажеме граѓанска совест, граѓанска одговорност, ние нема не овој проблем, не овој настан. Ние нема да се развиваме како општество понатаму. Затоа што како нели германците зборуваат за општеството, нели? Тие викаат вака, во општеството довербата е добра, но контролата подобра. Затоа постојат невладени организации кои го контролираат општеството, нели? Во тој контекст ние сме определена контрол на општеството и тоа е се. Која ќе биде иднината на ова здружение? До кога ќе постои? Па на здружението иако е во зародиш, иако што толку формирано, меѓутоа, еве, како заокружување на овој разговор. Да. Па ова е здружение нели кој се бави со еколошки прашања, не само врска нели со овој проблем. Ова е само една иницијатива нели на тоа здружение и иницијативата Спас за Струмичка котлина, Стоп за златна смртта ќе престане во моментот кога ќе се одржи референдум во регионот Струмица, тоа се општините Струмица, Босилово, Ново село и Василево, на кој граѓаните ќе се изјаснат против отворање на рудници во најубавата земјоделска котлина во југоисточна Европа. Во тој момент, бидејќи ние сме убедени дека ќе успееме во тоа, здружението ќе престане да постои, ќе заблагодариме на граѓаните затоа што излегле на референдум, затоа што гласале против рудници и со тоа ќе покажеме сите ние висок степен на граѓанска одговорност, затоа што Сузана да расчистиме една работа. Отровите не избираат определби, социјални припадности, сиромашни, богати, не избираат раса, бели, црни, жолти, зелени, не избираат религиозност, православни, муслимани, католици, протестанти. Отровите и нарушената животна средина се однесува еднакво на сите. Јас се ќе кажам еден податок кој треба да не забележи. Во случаи кога во некои земји се отварале вакви или слични рудници, се случило во првите 10 години од отворањето, во еден диаметар близок на тој рудник, се случиле следните аномалии. Во првите 10 години за 500%, внимавајте, за 500% се зголемени болестите на горните дишни патишта. За 300% се зголемени недостатоците и маните кај новороденчиња. За 200% се зголемени болестите од леукемија и карциномите. Ние, како здружение, во процесот на информирање од уста на уста, повикавме одговорност и од пратениците во Соединените Република Македонија кои се од Струмица. Меѓу нив имаме двајца дипломирани економисти, магистри, кои треба да ни одговорат нели кои ќе бидат економските придобивки. Имаме еден дипломиран економист бизнисмен, кој пак случајно се занимава со индустрија на храна, произведува масло за јадење. Кој треба да ни одговори нели какви ќе бидат последиците во тој бизнис, нели? Имаме тројца доктори, од кои двајца специјалисти по педиатри и еден доктор од интерна медицина. Ќе треба да се соочат со сопствената одговорност, дали имаат став по ова прашање и ќе треба не мене, не на здружението, на сопствените пациенти да им објаснат дека ако после 10-15 години навистина се случат такви аномалии, какви ќе бидат последиците? Колку чини тоа? Колку проценти чини, не дај Боже, здравето на утре на моите внуци? Јас сакам да знам колку проценти. И
некој тоа мора да го одговори. Затоа што никој нема да се лимитира од одговорноста. Сега, ќе бидам дрзок до крај. Вашата и мојата совест во овој момент е чиста. Затоа што ние отворено, јасно и гласно зборуваме за предпоставки кои не дај Боже може да се случат. Јас повикувам на совеста, на одговорни луѓе. Уште еднаш повторам. Струмица во Собранието Република Македонија ја представуваат двајца магистри по економија, еден дипломиран економист, бизнисмен кој се занимава со производство на храна и тројца доктори, лекари. Од кои и тројцата се со углед во општеството. Ти треба да одговорат. Што доколку ова се случи? Потоа, го повикувам универзитетот Гоце Делчев, земјоделскиот факултет во Струмица, да изработи студија, да направи трибини, јавни расправи, да тргне од школа во школа, од куќа во куќа. Универзитетот Гоце Делчев се финансира со пари од даночните обврзници. Не се финансира со пари од меѓународни корпорации. Тие служат на народот на Македонија. Универзитетот Гоце Делчев треба да им служи на граѓаните на Струмица, не на меѓународни корпорации. Треба да се разберат сопствената одговорност. Треба да разберат дека ако сега се вметнат, се стават во еден систем на кој служат на некого друг. Тоа ќе помине после 10, 15, 20 години. Но тие за секогаш ќе изгубат довербата. Значи, треба да разбереме дека уште една работа која е многу важна. Тоа е во однос... Сепак клучот е во министерствата, кои што... Ние кажавме дека ние, како Сдружение на граѓани, не сакаме да имаме никаков однос со компанија. Така. Значи, јас не се обраќам ова денес, овој разговор, до компанија. Така, тие си имаат своји интереси кои што ќе ги тераат. Таа компанија нит сме ја повикале, нит тие нас како Сдружение не прашале уврска со нивните деловни потвати. Нивните деловни потвати се нивни деловни потвати. Бидејќи тие се сериозни бизнисмени, тие знаат нели дека секој бизнис е поврзан со определен ризик. Јас да ги подлучувам не треба, нели. Нашиот однос како граѓани е кон институциите на Република Македонија, на национално, на државно и на локално ниво. И тука завршува се. А тие институции, доколку имат некакви работи, недоразбирани или односи со компании, нека си ги решават. Тоа си е нивна работа. Нас како граѓани тоа не интересира. И само сакав тоа на крај да кажам Сузана дека многу важно. Мене многу луѓе ме праша Јани сега што ти треба сега, нели? Јас не сум човек без углед воопшто. Јас сум човек кој е реализиран и професионално и семејно и лично. Јас не можам и не сакам да се сокрием од мојот дел од општествената одговорност. Во мојата професија јас користам јавни средства. Користам пари од буџетот на Република Македонија. Граѓаните може не знаат, некои знаат, некои не знаат. Но во оваа телевизија пред 15 години ние направивме еден документарен серијал, неколку епизоди, тоа се енергетските потенцијали на Македонија. Пред повеќе од 10 години, во која главна тема меѓу другите не беше и рудници. Секој кој сега ќе праша што па сега Јани Бојаджи, нели не знае дека 10 години наназад ние сме правили истражување и сме ги посетиле буквално сите рудници во Македонија. Буквално сите. Така да ова тема не е нова за мене. Нели? И се обидувам дел од одговорноста кој јас како уметник, како интелектуалец, како образован човек, да си го вратам назад кон општеството. Затоа што повторно го цитирам академик Маџунков, испровоциран од Аристотел и од Платон, дека власта мора се подпре на умот, а умот на државата, односно на народот. Така да, ако мене овој народ ме подкрепува сериозно, јас сум реализиран човек, јас сега сум во фаза на реализација на долгометражен проект кој вреди повеќе од 100.000 евра. Огромен дел од средства од буџетот на Република Македонија, од граѓаните на Република Македонија. И јас имам обврска гласно и јасно, без думење, да размислувам јавно. И повторувам, дури и под предпоставка да сум во заблуда. Дури ова што јас се го кажам да не е вистина. Дури да имам и некакви скриени намери. Јас нема да нанесам штета никому. Но сметам дека имам лична одговорност и како професионалец, затоа што јас направив нешто. До вчера работев во национална телевизија. Имам одговорност да помогнам на општеството, да помогнам на граѓаните, затоа што не секој граѓанин, да се лажеме, не може, нели, има време, можности,
степен на образование, интерес, гледна точка, начин на размислување, нели, за да се информира и да дојде до определени сознанија за определена работа, и во тој смисол јас се тоа го правам со цел да се одолжам пред општеството, кому должам подршка 20 години. Така. Се надевам дека вашиот активизам ќе најде на интерес и на прием кај граѓаните кои што ја следат оваа емисија и дека целиот овој проект ќе заврши онака како што сакате, како што се стремите со референдум и излезост на граѓаните во доволен број. Меѓутоа се уште е рано, ние ќе ги следиме вашите активности, јавноста ќе биде информирана преку средствата за информирање за сите оние активности. Можам да ви се заблагодарам за опширниот настап, за вашето учество во Визави и се надевам дека ќе имаме се уште ваква соработка и ќе бидеме заедно во целиот овој процес кој што ќе се случува во следниот период во Струмица. Ви благодарам. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше Визави со режисерот Јани Бојаджи од иницијативата Спас за Струмица. Ви благодариме и вам за вниманието. Добра ноќ.